Ни следуваат разговорите во студио. Овој пат мојата колешка Ирена има прекрасни гости ова утро. Јас велам добро утро за Даница Стојанова, професорка по пијано и камерна музика во Државното училиште Илија Николовски Луј, и господин Александар Маријановиќ, председател на фондацијата Ѓорги Маријановиќ. Ви посакувам добро утро и ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа. Како сте ова утро? Благодарам на поканата. Па не очекував дека ќе се чувствам толку прекрасно во овие утрински во ова женско друштво сати, меѓутоа прекрасно ви благодарам. Пред да си започнете со разговор, јас би сакала да ве понудам нешто за пиење. Денес ми е и посебен ден, честам роден ден ми е, па ете плюс повод. Да сте здрава и жива. Ви благодарам. Имаме кафенце, чајче, македонско, макијато, еспресо. Македонско кафе за мене без шеќер. Без шеќер. За вас, господине? Ето, може едно макијато со шеќер. Макијато. Готово. Благодарам. Иренче, да, имајте убав разговор. Јас, Викторија, па, ајде, ако има време, може едно чајче, како ти што Може, може. И се разбира, среќен роден ден. Ви благодарам. Имам една желба за вас. Вашите желби да се исполнат. Јас велам да не се исполнат сите. Тоа што ви е најважно. Половина, за да имаме понатаму зашто да посакуваме. Ви благодарам. Да започнеме за тоа што сте овде. Еве, колешката Викторија веќе ве најави. Даница Стојанова, професор по пијано и камерна музика, која што ни доаѓа од Државно музичко балетско училишниот центар Илија Николовски Луј. Даница, добро утро, еве вака официјално овде во утринската програма. И господинот Александар Маријановиќ, председател или извршен директор на фондацијата Ѓорги Маријановиќ. Вие сте веќе половина час овде во телевизијата. Ми е навистина мило и кејф за тоа што се чувствувате пријатно во наше друштво. Како што кажавте, ние сме веќе навикнати на утринските ритуали, утрински луѓе сме на рано станување. Поводот за тоа што сте овде гости е меѓународните надпревари, Даница, кои што ги имавте периодов од вашите ученици кои што учат во вашата класа, и секако оној концерт по повод именденот и роденденот на Ѓорги Маријановиќ. И слава. И слава, ете така. Слава му не. Да, сега да позборуваме прво, Даница, со вас за надпреварите кои што и успесите на вашите студенти. Предпоставувам како професор е најголемиот мотив за вас. Значи, овој период, односно низ целата година, има доста надпревари, нели? Тоа се, како да кажам, надпревар е една форма каде што секој ученик може да покаже она докаде стигнал и кон што се стреми. Овие надпревари на кои што јас ги одбрав, иначе во минатото со моите ученици доста имам, нели, успеси на таа тема ако зборуваме. Меѓутоа овој пат решив да одам на првиот надпревар беше непознат за мене, прв пат, значи, надвор во Малта, 2026 во април месец се одржуваше. Минатиот месец, значи. Минатиот месец, да, и прекрасно поминавме. Представниците од Македонија, значи освен моите две ученички, Ана Манчева и Гала Нановска, кои што настапија на надпреварот, имаше уште една девојка од нашиот центар од Луј, од класата на Дилек Реджепи, Гала Буловска настапи, и имаше и од Штип, мисле, чини неколку деца. Значи сите, сакам да кажам, представници од Македонија, учениците добија доста високи признанија, со тоа што, еве, за моите две ученички ќе зборувам, пак тие навистина се представија прекрасно. Гала Нановска беше лауреат на надпреварот, значи во низината категорија, четврта категорија, додека Ана Манчевска доби прва награда со 98 поени. И тоа е, да, ви благодарам. Одма после тоа, значи, беше навистина прекрасен еден настан. Имаше, додека бевме таму неколку дена, беше одлично организирано и не само за надпреварот беше добро за учениците, затоа што секоја вечер имаше по некој концерт, настап на членови од жирито или дел од нивната организацијска агенда што беше таму. Слушна концерти за глас и пијано, слушна концерт за пијано и прекрасно беше така еден, да кажам, збиена динамична агенда, меѓутоа убава, затоа што тоа останува. Јас сум ги минала како дете тие работи, знам дека тоа ќе остане до ден денес ме држи
да кажам, таа Тие убава впечатоци, енергија и да. впечатоци. И така се собира искуство. Понатаму, после тоа се одлучив, односно сега за овој надпревар во Софија е малку, многу повисоко ниво. Додека зборуваме за ова, јас ќе ги замолам колегите од режија, може да ги проследиме и фотографиите. Може. Кои што се Еве токму- ова фотографија е токму во Софија, во музејот за земјата, музејот на минералите и на скапоцените камења. Значи, во тој надпревар е 34-та година поред. Значи, долга години, традиција и интересен надпревар. Тука не мислам, бев со двете ученички и добија исто високи признанија, втора награда и специјална награда за интерпретација добија Ана, а Гала втора награда. Навистина се високи резултати, затоа што овој надпревар е со исклучителен да кажам урнек форма некоја на која што и долгогодишната традиција даваат впечаток дека навистина треба да си среќен ако успееш. Секако. Да, пред таква 8-9 членска комисија од цел свет да ве слуша и да настапите и да ја представите својата земја во едно такво убаво светло. Епа, децата се пресреќни, и јас. Иначе, тоа се постигнува, многу битна работа, нели? Со многу подготовки, труд, дисциплина, работа, секојдневно вежбање, откажување од многу други нешта попатни, но за се има време ако се тоа добро се изменаџира и ако се сака се подразбира. Честитки, Даница, за овие навистина прекрасни резултати на овие ваши ученички. Да напоменеме дека се прва година средно, дека пред нив има уште многу за учење и секако уште многу награди на меѓународно ниво. По ваша иницијатива, по ваша идеја беше организиран и концертот за роденденот, славата и менденот на Ѓорѓе Маријановиќ заедно со неговиот најстар син Александар Маријановиќ. Да позборуваме малку сега за тој концерт кој што се случуваше на 7 мај во Културно-информативниот центар. Да, во 19:19. Така. Предлогот дојде од Даница. Јас само би кажала дека за овој концерт меѓутоа јас сум била значи се сеќавам на Сингелич и на 6 мај и на тие слави, каде што едноставно реки од народ доаѓаше и ние со професорот Ѓорѓе и неговата сопруга госпоѓа Мира, професорката Мира, можам да кажам дека бевме доволно блиски пријатели, кои што многу се почитувавме и па дури и сакавме. Јас стварно многу ги сакав како еден пар, ми беа пример за едни високо едуцирани луѓе кои што посебно драго ми беше што ја поддржуваа класичната музика и тие постојано беа на моите концерти и на концерти не само на моите концерти, него концерти каде што се изведуваше класичната музика. Од тука случајно, јас Александар го знам, се знаеме како мали, меѓутоа никогаш не сме соработувале и така дојде една идеја, му спомнав ако сакате да правиме нешто концерти како организатор веднаш, мислам, во организација на Фондацијата Ѓорѓе Маријановиќ, воодушевено, мислам, беше прифатено како идеја и така се реализира тоа. Јас не би зборувала за Фондацијата, Александар ќе каже, само би кажала на концертот дека настапија врвни уметници од Сојузот на уметници на Македонија, Васил Атанасов, Катерина и Глигор Гелебешеви, Весна Ангеловска, Петар Макариевски, јас од Марина Чадо, Тереза Крцовска, Виолета Шуковиќ, тоа се наши уметници, да. И идејата исто ми беше дека да се вметнат и млади уметници. Е, тука настапија дел од мојата класа и од класата на Весна Ангеловска, кој што навистина држи едно така високо ниво. И концертот беше со една посебен, да кажам, енергетски
не само набој, него во една посебна атмосфера, затоа што беше и хуманитарен и тоа даде една убава нота за дечињето од 11 октомври. Така, се беше прекрасно, јас сум презадоволна и пресрекна, затоа што течеше вака, секако што љубовта тече, мислам. Се беше во знакот на љубовта. Ете така, убаво кажано. И хуманоста. Претпоставувам дека се уште ме држи таа енергија. Да, се уште сум Под под импресии од настанот, секој ден добивам позитивни коментари. позитивни коментари, воодушевувачки, така што се надам дека ова ќе прерасне во традиција. Инаку, можеме да ги запознаеме малку гледачите околу фондацијата Ѓорѓи Маријановиќ. Значи, работите веќе 5 години, хуманитарна организација. Фондацијата е формирана 2019. Тоа беше по повод објавување на збирката Колумни, која што татко ми ја пишуваше за дневник, секоја недела имаше колумни во дневник. И во чест на неговиот 80-ти роден ден, на предлог на еден од членовите од нашиот управен одбор, а инаку и тоа беше исто и моја идеја, одлучиме да ја објавиме книга. Тогаш и всушност се роди идејата дека некој треба да биде издавач на тие книги. Реков најсоодветно да биде тоа организација што ќе ја наречеме Фондација Ѓорѓи Маријановиќ. И тоа на луѓето блиски до мене им звучеше онака многу моќно, многу инспиративно. Но првата дилема беше што ќе работи таа фондација, не се прави фондација само за да се објави една книга. И така си направив сам на себе неколку начела до кои што се држам. Значи, главно фондацијата се занимава со тоа да го сочува творештвото на професорот и да продолжи неговата борба. Татко ми за пошироката јавност е познат како човекот кој што е виновник што денеска живееме во демократија. Тоа беше еден од оние лудохрабри луѓе кои што во време на едноумието се осмели да проговори за овие прашања и како резултат на неговата борба членот 133 кој што беше во тоа време познат како вербален деликт се укина. Така ни добивме можност за раѓање на демократијата. Он беше основач на првата партија Лига за демократија, позната и денеска по слоганот Македонија пристойно место за живење. И токму тоа ми беше мене инспирација да во која насока да продолжам со активности. Сите активности во фондацијата се на одреден начин поврзани со него, со неговите афинитети, со неговата борба и така натаму. И накратко само ќе наведам, значи, за да направиме Македонија пристойно место за живење, идејата е дека ни требаат луѓе што ќе ја водат оваа земја. За таа цел направивме Академијата за идни лидери Ѓорѓи Маријановиќ, чија што прва активност е организирање надправа во раскажување, чија што цел е да ги зајакнува ораторските способности на младите, затоа што за еден лидер е многу важно да биде и добар оратор. А оратор не може да биде ако не чита. Тука се надоврзува следната активност, тоа е книгите, издавачката. Активноста насочена кон не само издавање книги, туку поттикнување на љубовта кај децата кон книгата и читањето. Без тоа не може да создадете лидер. Понатаму има други активности, но инспирирани ќе се навратам на една за мене многу важна активност, која што беше во центарот на или како би рекол, многу важна и за самиот концерт што неодамна го имавме. Имено, многу малку луѓе знаат за трагичната судбина на татко ми. Он на 6 месеци останал сирак. И тој што го постоел, Часлав Маријановиќ, 42 го загубил животот, што е многу лош старт во живот за едно дете. Во спомен на таа животна историја си дадов на себе ветување дека во овој живот ќе се грижам за децата без родители. И самиот сум татко што има 3... за фондацијата, јас би сакала да се надоврзам. Првично честитки за фондацијата која што го носи името на големиот Ѓорѓи Маријановиќ, големиот професор. Јас би сакала да прашам дали делува меѓународно фондацијата. Имате ли активности меѓународно и од друга страна па колку е тука со активности?
Па, меѓународно може би не, но ако го земеме Пруст како еден великан, тогаш ќе кажам дека сум горд што татко ми на македонската читателска публика и го подари Пруст. Тој 10 години и повеќе работеше на преводот на Пруст. Така што ако сметаме тоа некаква меѓународна активност, ние успеавме. Меѓутоа зашто да не во иднина, така? Да. Да имате и такви. Да се навратам на ова што го започнав, значи одлежив да се фокусираме на тоа да на децата без родители им помогнеме Македонија да им стане пристойно место за живење. Таму почнуваме. На дете, како што велеш татко ми, не можете подобро да му помогнете, тоа што ќе му даде образование. Така е. И фондацијата делува во духот на Конфуције, на филозофија. Ако на гладен човек му дадеш риба, ќе го најдеш за еден ден. Ама ако му дадеш... Ако го научиш да лови, ќе биде си цел живот. И за овие деца ние обезбедуваме, имаме активност на обезбедење компјутери од донатори. Тоа се користени компјутери кои што се употребливи. И потоа тие компјутери им ги даваме на користење бесплатно. Формално правно тие се водат како сопственост на 11 октомври. Детскиот дом со кој што се работуваме. Направивме нешто што се вика патека до самостојност. Во рамки на таа програма децата добиваат компјутери и добиваат обуки. И добиваат пасош на вештини. Во пасошот за секој завршен курс добиваат виза, односно налепница за како потврда за нивниот успех. Кога го исполнат пасошот, односно кога ќе поминат целата програма на обука, кога ќе го добијат тоа знаење, вештини, што еден ден ќе им треба за самостојно живење, тогаш и компјутерот е нивен, станува нивен. Смислата е децата да ги учиме дека работите во животот се заработуваат. Дека они се доволно паметни, нема потреба да ги учиме на милосрдие, само затоа што животот се поиграл од нив, да научат дека се луѓе треба да им помагаат, а тие не треба ништо да прават. Тука идејата е да им покажам дека децата се паметни, дека можат, и тоа е нешто што ќе им помогне на градење на нивната самодоверба. Да знаат дека можат нешто да направат. Така што тоа е главно. Со собраните средства од концертот го помагаме тој процес на школување. Знаете, школувањето не е бесплатно. Не е бесплатно, така. Мора да ги покриете тие трошоци, наставници, простор и така натаму, се што е потребно. Јас и самиот целиот свој работен век го посветив на едукација од 93-та со основање на првата школа за компјутери Александрија, така што наоѓам начин како сета тоа да го врзам, да го ставам во функција, да направете свој траг. Мојот татко оставил некаков траг, јас вие да го продолжите неговото дело. Продолжам тој пат. Професор Даница, јас имам и уште едно прашање. Јас мислам да не сме веќе при крај со времето. Колку младите денес се одлучуваат за пијаното? Вие сте многу активни на меѓународната сцена, за пијаното и камерната музика, и што е следно на вашата агенда, каде ќе можеме да ве гледаме? Па да ви кажам, интерес секогаш има за музиката генерално, нели? Меѓутоа и за класичната. Се повеќе и повеќе и покрај тоа што, да кажам, другата страна од спротивно на класичната музика би кажала, сака да се наметне, се уште мислам дека овој си има тежина и си држи на... Не, мислам заинтересирани се доста деца, интересно им е со инструментите, многу е битно, јас би кажала како една насока за сите родители, без разлика дали е детето многу талентирано или помалку талентирано, би сакала да еве една моја насока, дека секое дете треба да се занимава со музика и со спорт. Тоа е едни две дисциплини кои што неминовно во животот ќе имат голем бенефит од тоа. Со музичкиот инструмент знаете дека се развива многу подобро координација, слух, развивање на мозочните ќели и така натаму во име на времето, нели? Да, јас ќе ви посакам многу успеси на меѓународен план. Ви благодарам што не поканивте за овие и да ги поканам сите еве љубители на класичната уметност, на мојата класа овие две девојки, Ана Манчева и Гала Нановска, ќе имат
концерт, рецитал во музеот на македонската борба, на револуционерна борба на 27 мај, да, во организација на Музичка младина на Македонија, што исто така е една институција, мислам, која што го поддржува развојот на младите. Многу ви благодарам благодарам. уште еднаш на поканата, ми беше кратко, мислев дека ќе биде подолго, меѓутоа некако брзо. Да, Ирена, ти честитам за прекрасните гости. Добро е што еве вака ги презентирате и младите имиња кои што ја презентираат Македонија и луѓето кои што прават нешто за во име на хуманоста и нека има што повеќе вакви проекти и Ви благодариме за тоа што бевте наши гости ова утро. Секогаш знаете дека Алфа е на страната на културата и на уметноста. Секогаш поддржуваме еве вака кога се работи за млади деца. Посебно ни е чест и кејф за тоа што обрнувате внимание на младите. Во интерес на времето, тука ќе завршиме и ќе се очекуваме повторно, секако со нови повторно. награди, нови активности, можеби нов концерт кој што ќе се случи. Ви благодарам, да. Благодарам и јас на можноста да гостуваме пред вашите гледачи. Би ги поканил, за да направиме Македонија пристойно место за живење, треба секој да го даде својот придонес. Така што вратите на фондацијата се отворени за сите што се заинтересирани да направат нешто добро за идните генерации.